Сега да ја прашаме едно квиз прашање. Се сеќавате ли што зборувавме минатата сабота? Добро, некој се сеќава. Имаме тенденција да забораваме, но добро што е сите немаат заборавено. Но знаете ли дека заборавањето може да биде клучно за да не бидеме храбри и бодри и имаме вера, а да бидеме страшливи, како што нели минатиот пат зборувавме. Ќе одиме малку во таа слична насока и оваа сабота, започнувајќи со овој познат цитат на Елен Вајт, кој знае колку пати сме го повторили овде, и кој што па и има врска и со она што го зборувавме во поуката. Ние нема зашто да се плашиме од иднината, од она што нели највеќе стравовите доаѓаат над луѓето, посебно на ова денешно поколение. Че ние нема зашто да се плашиме од иднината, освен ако заборавиме како Бог не водеше во минатото и како не поучуваше во минатата историја. Нели позната и она мудрост, поговорка, како сакате да кажете, оној кој што ќе си ја заборави историјата или не се поучува од својата историја, од својата минато, е осуден да ја повтори истата. Го видовме Валтазар, некаде тука имаме доста допирни точки. Но забележете, ние нема што да се плашиме за нашата иднина, освен ако заборавиме како Господ не водел во минатото. И ако ги заборавиме неговите поуки од минатото, минатата историја. Видите колку е клучно ова. А има човекот тенденција да заборава. И еве да отвориме во Псалм 106, каде што, предпоставувам Давид го пише овој псалм, пише едно резиме, накратко, што се поминал израелскиот народ, и какви се последици има заборавањето. 106 псалм, ќе читаме од 6 стих, па така поголем дел ќе прочитаме. Сгрешивме ние и татковците наши, правевме беззаконија, постапувавме нечестиво. Нашите татковци во Египет не ги ценеа Твоите чудеса, не ги помнеа многуте милости Твои и се побунија кога се приближија до Црвеното море. Но тој ги спаси заради името свое, за да им ја покаже силата своја. Му се закани на Црвеното море и тоа се исуши и ги преведе по бездната како по пустина, по бездните. И ги спаси од раците на оние што ги намразија и ги избави од раците на непријателите. Водите ги покрија нивните непријатели, не остана ни еден од нив. И тие поверуваа на зборовите негови и му испеаа похвала. 13 стих. Но тие набргу ги заборавија делата негови. Не го дочекаа неговото решение. Се занесува од похотливост во пустината, па го искушаа Бога во безводна земја. Тој го исполни нивото барање, но прати пораз за душите нивни. Му позавидува на Мојсија во логорот и на Арон, светецот Господов. Се отвори земјата, го голтна Датан и ја покори дружината на Авирон. И пламна оган врз нив, и пламен ги изгори на честивите. Направија теле на Хорев и му се поклонија на идолот. Ја заменија својата слава со лик на теле што јаде трева. 21 стих, го заборавија Бога, и покрај тоа, го заборавија Бога својот Спасител, кој изврши големи дела во Египет. Кога? Во минатото. Делата Божи во минатото. Заборавија. Чудеса во Хамовата земја, страшни дела при Црвеното море. И рече дека ќе ги истреби, но Мојсија, неговиот избраник, се застапи за нив во пукнатината, за да ја одврти јароста негова, та да не ги погуби. 24 стих, тие ја презреа саканата земја, ветената земја, не му веруваа на зборот негов и роптаа во шаторите своји, не го послушаа гласот Господов. Две работи овде се забележуваат, а ова се, претходно да кажам, ова се што е запишено за што? За наша поука, така вели Павле. Посебно за нас кои што живееме
на крајот на времето. Две работи се забележуваат овде. Забораваат на минатото, забораваат на Божите дела, за тоа како Господ ги водел, и тоа многу често му се случува на Божиот народ, и немаат вера, немаат доверба, не се подпираат на ветувањата, саканата земја, ветената земја. Зошто се вика ветена? Зашто Господ им ја ветил дека ќе биде нивна. Минатото и ветувањата кои што целат кон иднината. Знаете, кога ќе се сеќавате на минатите искуства со Господа, како Господ ве водел, и се подпирате на неговите ветувања за иднината, тој сегашен проблем, таа сегашна неволја, ќе ја стиснете вака, ќе ја смалите, ќе биде дури невидлива, нема да воопшто да ја чувствувате. А каква иднина го очекува човештвото? Па веќе спомнавме, значи највеќе луѓето се плашат, значи тие стравови доаѓаат од тоа што ќе биде утре, што ќе се случи утре. Еве да читаме во Лука 21 глава. Лука 21. (25 и 26 стих). И ќе има знаци на сонцето, на месечината и на звездите, и на земјата народите ќе бидат опфатени од страв и збунетост, од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе примираат од страв, од исчекувањето на она што ќе го најде светот, зашто небесните сили ќе се затресат. Ја не верувам дека некојаш во историјата на човештвото имало повеќе вакви ситуации, да луѓето се плашат од она што иде утре. Таква неизвестност. Самите луѓе надвор еве чувствуваат. Ние веќе кои што многу повеќе знаеме, не е чудно за нас. Мислам да не би требало да се плашиме, не зборам во тој контекст, меѓутоа не е чудно да знаеме дека нешто ќе се случи. Затоа што навистина сите знаци укажуваат на тоа дека крајот е близо. Меѓутоа и самите луѓе чувствуваат. Таква несигурност владее во светот. Од страв велики примираат. Сега да отвориме во Матеј 14 глава. И да се поучиме повторно од овој настан. Дента се случуваат големи чуда. Елен Вајд вели како небото да се симнуло на земјата. Господ Исус од 5 парчиња леп и 2 риби храни 5000 мажи, вели таму, и со се жените и децата, значи, велиме обично 20.000, од прилика, може би луѓе. Со 5 парчиња леп и 2 риби. Какви чудеса! И тоа е моментот кога и народот, а и самите апостоли, понесени од таа цела ситуација, си викаат, ова е моментот кога ќе го зацариме Исуса. Готово. Тоа е нашиот цар. А кој не сака ваков цар? Нема да фали ништо со ваков цар. Но, што прави Исус? Им вели, ајде вие запатете се со коработ преку езерото, преку морето, и ги оставил. Он заминал сам да се моли и се моли заради нивните заблудни мисли. Погрешни мисли. Тие едно време се мислат, чекале тука на брегот, се мислат дали да заминат. Им било криво. Зошто Исус ги оставил? Зошто не сака да биде зацарен? И ајде да читаме. Ајде од 22 стих. И веднаш ги натера, 14 глава Матеј, значи, веднаш ги натера Исус учениците своји да влезат во коработ и да отидат пред него на другата страна, доека да го распушти народот. И штом го распушти народот, се искачи на гората за да се моли насамо. А кога се свечери, беше сам таму. И овие, нели, се тетеравеле едно време, не сакале да заминат, после некој време заминале. И коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачуван од брановите, зашто ветрот беше спротивен. Се нашле на мака. Колку пати сте се нашле вие во животот во мака кога имате спротивни ветришта? Дуаат наспроти вас.
а па уште и во море, знаете, бранови, опасност, така натаму да потонете, а во четвртата ноќна стража дојде при нив, одејќи по морето. Значи, тие веќе се исплашиле од самата бура, од самото невреме, и Исус го знае тоа, Исус ги знае многу добро учениците, какви се, и им се приближил. Кога го видел како оди по морето, учениците се исплашија, додатно уште повеќе се исплашиле, затоа што и рекоа, тоа е привидение, и извикаа од страв. Им се треселе можеби нозите како на Валтазар, не знам. А Исус веднаш им проговори и рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Оно што кажав минатиот пат, 365 пати некој пресметал дека во Библијата стои ова, бидете храбри, не бојте се. А Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти, се уште не е сигурен, нареди ми да дојдам при тебе по водата, тој пак рече, дојди. И Петар слезе од коработ и одеше по водата, дојде при Исуса. Но кога го виде силниот ветер, повторно ветрот, се исплаши, почна да тоне и извика, велејќи, Господи, спаси ме. А Исус веднаш испружи рака да го фати и му рече, маловерен зошто се посомнева. И кога влегоа во коработ, ветрот престана. Бурата како да не била. Ова се било за поука. За учениците, но за поука и за нас, денес. Што е тоа што толку ги исплашило? Зошто не биле спремни? Па искусни рибари. Во ред, бурата може би била не секојдневна и била. Но да се подсетиме, значи, сакале да Исусе го зацарат, биле со такви мисли, зошто сакале да го зацарат? Што мислите, зошто ако вие имате некој пријател, сакате да гласите за него да стане премиер на државата? Па затоа што и за вас ке има некој место таму некаде. Честолюбие, славолюбие. Но тој ги разочарал. Вели, го напуштили Исуса, кога им рекол тргнете, го напуштили Исуса со незадоволство во срцето. Лути на него повеќе од било кога порано. Мрмореле, незадоволни, затоа што не им било дозволено да го прогласат за цар. Се обвинувале себе си што толку лесно и се покориле на неговата заповед. Сметале дека со поголема упорност би можеле да ја постигнат својата цел. Ах, да бевме поупорни. Немаше да замине. Ќе прифатеше. Нивните умови и срца ги офатило неверство. Честолюбието ги заслепило. Знаеле дека фарисеите го мразат Исуса и топло сакале да го видат на висока положба, што според нивно мислење заслужувал. Да се биде соединет со учител, значи ова другава партија, фарисеите, што толку многу не мразат. Сега ние да дојдеме на власт, ние да зацаруваме, па да видат они. Да се биде соединет со учител, што може да прави величествени дела, а сепак да се биде прогласуван за измамник. Видите, почнал сомнеш да се јавува кај нив. Да не е тој измамник? Заборавиле на денот, заборавиле на таа прекрасна манифестација на Божјата моќ и сила, на делата, на тие величествени дела што Исус ги направил, заборавиле на сето тоа. Почнале разноразни негативни црни мисли да им се влечкат низ главата. Било искушение, вели, што тие тешко го поднесувале, значи таа мисла да прави чуда, а од друга страна да биде прогласен за измамник. Дали требало секојаш да се сметаат за следбеници на лажен пророк, се прашувале. Зар Христос никојаш нема да ја преземе царската власт? Прашања. Зошто тој кој поседува таква сила не се открил во својот вистински карактер и нивниот пат не го сторил помалку болен? Зошто не го спасил Јована Крстител од насилна смрт? Прашање по прашање. Се поцрно и поцрно. Поцрна мисла, поцрно прашање. Учениците размислувале така се доека не навлекле врз себе голема духовна темнина. Се прашувале дали Исус можеби не е некој измамник, како што тврделе фарисеите. Видите до кај отишле. Почнале се сомневаат да не е тој измамник, како што велеле другите. Значи, внимавајте, каде им биле мислите?
И понатаму Елен Вајд продолжува и вели: учениците тој ден биле сведоци за Христовите величествени дела. Се чинело како небото да слегло на земјата. Сеќавањето на тој величествен, славен ден требало да ги вдахне со вера и со надеж. Дури и кога површно би разговарале меѓусебно за овој ден, пазите, дури и кога површно би разговарале за тој ден и случувањата на тој ден, не би дошле во искушението во кое што се нашли. Меѓутоа, нивното разочарување ги окупирало нивните мисли. Нивните мисли биле вознемирени и неразумни и затоа се исплашиле, ги обзел страв. Што е клучното овде? Како размислуваме? На што мислиме? Со што се бавиме во нашиот ум? Ако мислиме на делата Божија, ако мислиме на тоа како Господ не водеше, како не извел низ X ситуации, нема што да се плашиме. Ќе имаме доверба во Него. Нашата вера ќе јакне. Ама, кога ќе ни почнат да се моткаат овакви црни мисли, па дали е тоа така, па може би не е, па дали е тој, како што тука размислувале, вистинскиот Месија, може би е само еден измамник и така натаму и така натаму. Битно е на што сме фокусирани. Внимавајте, ова е многу битно, затоа што се доаѓа од мислите. А ние често пати самите си нанесуваме неволи во животот затоа што не размислуваме како што треба. А ѓаволот се радува, па тој ни ги бутка тие такви мисли, црни мисли. Петар, го имаме во ситуација и Петар. Зошто тој се исплашил? Се охрабрил првин, нели, кога дознал дека тоа е Исус, но после тоа време, после некое време, од силниот ветер и брановите се исплашил и почнал да тоне. Вели, гледајќи во Исуса, Петар одел сигурно, но кога во самозадоволство се свртел кон своите другари, во чамецот неговите очи се одвоиле од Спасителот, ветер бил жесток. Значи, не само ветер што бил жесток и што имало бранови, туку и се свртел. Он го оттргнал погледот од Исуса, се свртел да се пофали пред своите другари. Еве, он чекори по вода и веднаш почнал да тоне. Брановите високо се издигнували, поминувале токму меѓу него и учителот, и тој се исплашил. За миг Христос бил скриен од неговиот поглед и неговата вера се поколебала. Почнал да тоне. Така и со нас, ние тонеме духовно во такви моменти. Кога ќе оттргнеме погледот од Исуса, и тоа се миговите кога почнуваме да се бавиме со разноразни прашања, подпрашања и така натаму. Сомнеш исто тука. И како сето тоа поврзано, да, и страв нормално. Но Петар, кога сме кај Петар, и кај сите ученици, меѓутоа кај Петар е тоа видливо затоа што тоа е секојаш прв. Знаете, он е најсмел, он е најхрабар, ама кој е тој што се откажал во време на криза? Токму тој. Негирал дори 3 пати и со клетва се откажал. Но видите каква промена се случила после тоа, кога го прима Духот Свети. Истиот тој Петар, кој што му било страв во време на криза, истиот тој Петар, после Педесетница, односно на денот Педесетница, 2 глава Дела апостолски, што вели таму, 23 стих, кога ја проповеда онаа своја позната проповед. Дела апостолски 2.23. Видите колку е сега променет, колку е смел Петар. Вие, значи, проповедајќи, слично нешто ново што го читавме во Псалмот, подсетувајќи ги на сето тоа што се случувало, и вели во 23 стих: вие него, откако беше предаден според одредена волја и промисла Божја преку рацете на беззакониците, го распнавте и убивте. Оној кој што бил така плашлив, сега храбро и смело вели: вие кои што го распнавте. Видите која е промена. Значи, што кажавме? Битно е каде е нашиот поглед, битно е со што се занимават нашите мисли и многу е битно тоа да не забораваме, туку да се подсетуваме на минатите искуства. Тоа ќе го видиме сега доправа уште појасно.
Израелците се пред ветената земја и, знаете, решаваат да пуштат 12 извидници, да извидат земјата, да видат што е и како е. И се враќаат, колку после 40 дена, или како беше, и 10 од нив 12 кажуваат, што кажуваат? Негативно нешто. Што превладува во нивниот извештај? Джинови, големи градби, ова, она. Да, сите на почетокот кажале, нели, донеле и докази за тоа колку е таа плодна земја, колку е прекрасна и така натаму, за да после свртат и да речат, ама не можеме ние. Тамо има джинови, градби толкави големи, нема шанси. И ево влијанието на лошите вести. Повеќе биле 10 души. Влијаели врз самиот народ, да се разочара и така натаму, да се исплаши. Се задржале овие 10 на големината на непријателот. А во што биле различни Халев и Исус Навин? Зошто тие поинеков извештај донели и рекле можеме, иако во малцинство само двајца? Па затоа што не се задржале на големината на непријателот, туку на големината на Господа, на неговото ветување, неговите ветувања. Вика, откако сите ги кажале убавините и привлечностите на ветената земја, 10 значи почнале да кажуваат тоа што го кажавме, видите што вели цитатот. Тогаш целата сцена се изменила, кога стигнало на негативен извештај. Надежта и храброста се повлекле пред кукавичкиот очеј, доека изведниците ги изразувале чувствата на своите неверни срца. Полни со обескрбрување што го предизвикал сатаната. Нивното неверие фрлило мрачна сенка врз целиот народ и била заборавена моќната Божја сила. Заборавиле на тоа колку е Бог моќен, која толку често се откривала за добро на неговиот избран народ. Народот немал трпение, ниту размислувал дека оној кој ги довел до тука, сигурно ќе ги одведе и во таа земја. И ние во нашиот живот сме стигнале до некоја точка и ете, ќе не опфати некоја малодушност, некоја неверие, некојаш и ќе заборавиме. Па до таму, кој не доведе? Па истиот тој Бог. Ако до тука не довел, тој има ветување дека ќе не однесе до ветената земја, до спасението. Треба само да му веруваме. Значи, немал трпение народот. Не си спомнувале како Бог со чудо ги ослободил од нивните угнетувачи, отварајќи пред нив пат низ морето и уништувајќи ја фараоновата војска што ги гонела. Еве истото тоа што читавме во Псалмот 106. Заборавиле на минатите искуства и тоа на какво искуство, замислите си, Црвеното море да се отвори пред нив. И не само тоа, туку кога навлегнал непријателот после, потоп. Значи, да ги избави и низ Црвеното море да го уништи нивниот непријател. Патем фараонот многу наликува на Валтазар, да речеме, во она што го зборувавме денеска за него, таа тврдоглавост него е јас, кој е, тој е Бог, затоа и така постапувал со садовите. Значи, не се спомнували како Бог со чудо ги ослободил од нивните угнетувачи, отварајќи пред нив пат низ морето и уништувајќи ја фараоновата војска што ги гонела. Го потиснале Бога на страна, како се да зависело од силата на нивното оружје. Во своето неверие помислувале дека и Божјата моќ има своји граници и немале веќе сигурност во оној кој дотогаш ги водел. И што направиле? Броеви 14 глава, малку само неколку стиха да прочитаме овде, да се подсетиме на овој настан. Значи, нема Господ веќе мок, готово, крај, нема шанси ние да влеземе. И од први стих читаме во Броеви 14 глава, тогаш завреви целото општество и почна да вика и народот плачеше во таа ноќ. Сите израелци роптаа против Мојсија и Арона, целата заедница им зборуваше, о да умревме во египетската земја или да изумревме во пустинава. Зошто Господ не води во таа земја за да паднеме од меч, а нашите жени и деца да станат робови? Зар не ќе ни биде подобро да се вратиме во Египет?
И си веле еден на друг да си најдеме некој водач кој што ќе не врати назад во Египет. Видите, значи, како тие негативни мисли делуваат. Место да се сетат на минатите искуства, тие заборавиле и се занимавале со работи со кои што не требало од тие моменти, нормално, малодушност, неверие. За разлика од нив, Халев Исус Навин кажав, велеле дека е можно, не затоа што тие можеле, тие биле свесни дека имале голем, силен непријател, значи джинови наспроти себе, меѓутоа знаеле како Господ може. Па зарем него имали Црвеното море, невозможно да се помине, ама поминале, затоа што Господ може. Не заборавај. Сети се. Само така можеш да ја јакнеш верата. Само така можеш да го изгониш стравот од иднината, ако се сетиш на тоа како Господ те водеше во минатото. Прва Самуилова, ова е последниот пасус кој што ќе разгледаме. Прва книга Самуилова, 17 глава, познат исто настан. Каде што се гледа истото. Да не заборавиш на минатите искуства и како Бог те водел и да се подпираш на неговите ветувања, на неговото слово. Тука јакне верата, тука се изгонува стравот и сомнежот. Знаеме, овде е опишена битката меѓу Давид и Голијат. Ајде ќе читаме од 32 стих, од 17 глава, прва Самуилова. Давид му рече на Саула, значи малиот, младиот Давид се јавува и вели, он е кандидат кој што ќе го предизвика Голијат, кој што тука со денови кружил ја предизвикувал цела војска израелска. Значи 32 стих. Давид му рече на Саула, на царот, нека никому не му омалодуши заради оној човек. Значи немојте да се плашите. Немојте да паѓате во малодушност заради овој. Твојот слуга ќе излезе и ќе се бори со тој филистеец. Од каде ваква смелост и вера? Ако Саул му одговори, Саул му одговори на Давида, не можеш ти да излезеш против тој филистеец за да се бориш со него, зашто ти си уште дете, а тој е воин од својата младост. И не само Саул, тука можеле и сите други да му кажат истото. Ама тој не и 100 души, и не знам, 10 извидници, кажале па што направиле со целиот народ, меѓутоа него тоа не можело да го поколеба. Зашто не се подпирал на тоа што ќе кажат луѓето, или и царот во случајов. Давид што му одговара на Саул на ова, 34 стих. Твојот слуга му ги чуваше овците на својот татко, па кога би дошол лав или мечка, па ќе фател овца од стадото, јас отрчував по него, го удирав и му ја истрнував овцата од устата. Минатиот пат ве прашав дали ви е страф од лавови. Ке видиме следната полука. Дали ни е страф од лавови. Нели, искуството на Даниел во јамата. Мислам дека следната полука, да. А ако се креваше тој против мене, го фаќав за гривата и го удирав доека не го убиев. Кој ќе поверува, малиот Давид? Твојот слуга убил и лав и мечка, па и тој и необрзан филистеец ќе помине како еден од нив, зашто ги предизвика бојните чети на живиот Бог. И ако да застанеме до тука, и ако беше до тука писмото, и ќе имаме некоја конфузија. Но што вели понатаму? Значи, вели дека и убил и лав и мечка и така натаму. Давид додаде уште, оваа додавка е многу битна. Господ кој ме избави од лавовите канџи и од мечкините шепи, ќе ме избави од раците на тој филистеец. На што се повикува Давид? На минатите искуства, на тоа како Господ го водел во минатото и како го избавил. Господ ме избави од мечката, Господ ме избави од лавот, и од Црвеното море, и од XXX такви ситуации. Сите ние сме имале некое Црвено море, или може би сега е пред нас исправено, може би сме имале некои лавови,
ако не друг ѓавол, пошто он е нели како лав што рика, кој што секојаш е тука да не уништи. Тоа е едното, се повикува на минатите искуства и сега читаме од 40 стих. Давид го зеде својот стап во раката, избра во потокот 5 мазни камчиња, значи не му се фати она воена облека од царот, едноставно нелагодно се чувствуваше и не требаше да биде нели прославена боевата спремност и опрема, туку Господ. Значи читаме 40 стих, го зеде стапот во раката, избра во потокот 5 мазни камчиња и стави во својата пастирска торба што му служеше како торба за праќка. Та со праќката во раката тргна кон филистеецот. А филистеецот се поблиску му се доближуваше на Давида, доека неговиот штитоносец чекореше пред него. А кога филистеецот погледна и го виде Давида, го презре заради неговата младост. Валтазар беше обколен, цел Вавилон беше обколен од непријателската војска. Мислите дека не беше сличен? Ги потцени, ги презре, го презре непријателот преди својата гордост. Знаете колку пати некоја позната врвна фудбалска екипа има настап со некој многу послаб тим и заради тоа што ќе го потцени, ќе доживее пораз. И тоа се случува. Го презре, Давид беше младинец, румен, значи розовичок, што би рекол Сергеј, со убаво лице. Затоа филистеецот му рече на Давида: зар сум јас пес да идеш против мене со стапови? Видите каков потценувачки однос. И почна да го проколнува Давида со своите богови. Потоа филистеецот му рече на Давида: дојди кај мене за да им го дадам твоето месо на небесните птици и на земните зверови. А Давид што му одговара на филистеецот: ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит, а јас одам против тебе во името на Господа, на силите, Бога на израелевите чети, кои ти ги предизвика. Која смелост, каква храброст, затоа што се повикал, се сеќавал, се сетил и пред самиот цар, непосредно пред самата битка се сетил на тоа како Господ го водел. Во минатото, храбар, оди во Божие име и вели 46 стих: денес Господ ќе те предаде во мојата рака, јас ќе те убијам, ќе ја симнам твојата глава и уште денес ќе им го дадам твоето мртво тело и телата на филистејската војска, на небесните птици и на земните зверови. И сета земја ќе знае дека има Бог во Израел. Се потпори на Божите ветувања, кои што ги имаме толку многу на секоја страница од Библијата. Можеме, драги браќи и сестри, немаме причина да се плашиме, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото и освен ако не се подпираме, не читаме, не се подпираме на Божите ветувања. Бог не е човек па да лаже. Бог ветил и Бог ќе оствари. И Бог го може тоа и со нас, ако ние не забораваме, ако ние се подпираме на Него, а не самите на себе. Тогаш ќе нема страв, тогаш ќе имаме цврста вера. Не очекуваат навистина големи предизвици, мнозина Господ ќе повлече, така нели вели Стрелен Вајд, меѓутоа мнозина ќе морат да се исправат пред тие предизвици и да го одбранат Божјето име. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.